Добро вечер. Дневник во 20 часот на Канал Плюс. Еве кои настани го одбележаа денешниот ден. Истокот живее на тропски температури. Лекарите со голем број пациенти и со совети за заштита од горештините. Климатизерите, користете ги правилно и возете предпазливо. Истокот се бори со комарците. Денес почна третото прскање во Кучани, а од утре против комарци ќе се прска во Штип и Делчево. Трето прскање наскоро планира и Чешиново Оплешево. Анкетата на ИРИ покажа двојна предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ. Од политичарите премиерот Груевски ужива најголема доверба кај граѓаните. Почнуваме со летните теми. Горештините наметнуваат посебен начин на живот и исхрана, кој треба да ги практикуваме сите, а посебно хронично болните и повозрастните лица. Во пораст се лекарските интервенции, но и активностите за помош на граѓаните за справување со горештините. Топлотниот бран кој ја зафати Македонија го вклучи алармот кај институциите се со цел да се заштити здравјето на луѓето. Денеска локалната самоуправа на Штип заедно со јавното предпријатие ИСАР подели 5 тони флаширана вода за пиење со цел да ги поттикне граѓаните во овие неиздржливо топли денови да внесуваат што поголемо количество течност. Ова вода е бесплатна, сите граѓани може да се разладат, слободно да поминат да земат и веќе интересот е доста голем, како што и сами гледате, значи граѓаните доваѓаат, ја подигаат водата и се разладуваат во овие жешки моменти. Сакам како јавно предпријатие да кажам дека потрошувачката на вода во овој период ни е доста зголемена. Имаме некаде 293 литри во секунда потрошувачка на вода, што е ненормално зголемено за овој период од годината и представува еден вид рекорд. Сакам да употребен апел до граѓаните на град Штип дека нема да има проблем со вода, дека ние кој јавно предпријатие се грижиме за граѓаните, во секое време ќе имат здрава и пивка вода за пиење. Високи температури имаше и вчера, што ја зголеми работата на итната медицинска помош. Оттаму вела дека највеќе интервенирале кај хронично болните лица. Во поголемиот број од интервенциите се работи за топлотни удари. Во текот на вчерашниот ден имавме од 3 до 4 случаеви. Освен тоа е зголемен бројот на прегледи и кај болните со хронични заболувања. Станува збор за пациенти кои имат заболување од кардиоваскуларниот и нервниот систем. Посебно на топлото време се жалат граѓаните од повозрастната генерација. Малку тешко. Многу се потам, не можам да поднасам, лошо ми е. Нормално, шом не сме, веќе сме и у години и така е. Не може, тешко поднесувам. Градоначалникот на општина Штип, примариус магистар Илчо Захариев, даде препораки за однесување во топлото време. Како здравствен работник најнапред да препорачам на граѓаните да не се движат во периодот од 11 до 17 часот, бидејќи тој период е најголемо зрачење, тој најтопло време, да носат лесна облека, тоа е многу значајно и битно, да јадат многу лесна храна, значи зеленчукото овоште да им бидат составителни из храната, додека мрсна храна да остава за некое друго време, да не пијат алкохол и кофински напитоци, значи тоа е мислам многу битно затоа што алкохолот уште повеќе ќе вложи состојбата. И на хроничните болни им препорачувам да си ја примаат терапијата. Во акцијата делење на вода за пиење се вклучува и општинската организација на Црвен крст од Штип, кој утре напладне покрај делењето вода пред зградата на здравниот дом во Штип ќе вршат и бесплатни превентивни прегледи за граѓаните. Актуелните високи температури не може да пребродат без разладни системи во домовите, автомобилите, работните места, продавниците и институциите. Но неправилната употреба на климатизерите може да доведе до здравствени проблеми, велат лекарите. Горештините наметнуваат и посебни правила при планирање на подолгите патувања. Сведоци сме на нагла временска промена, каде температурите достигнуваат близу 40 степени. Докторите препорачуваат граѓаните да се чуваат од овој топлотен бран, бидејќи може да нанесе опасни последици по здравјето, посебно за повозрастните кои имаат проблеми со притисокот и срцето. Истите вакви температури да ги поминуваат под дебелите сенки, а на удар од горештините се и децата. По однос на дечињата нормално дека тие сакат да се играт, меѓутоа тука родителите треба многу да внимават, значи исто да не се излагат децата, посебно меѓу
10, 11 и 4-5 часот попладне. Значи кога и индексот на зрачење, UV зрачењето, висината на температурите се поголеми, за дечињата да не добијат топлотен удар, односно и да не дехидрираат. Во летните периоди, кога температурите се високи, клима апаратите во домаќинствата и компаниите се потреба, но се поставува прашањето колку всушност се и опасни за здравието кај луѓето. Сепак посебно во колите и во домашните услови се користат климите, значи на жалост нужно зло што би се рекло, бидејќи загреано тело и ладен воздух не е многу добро и за синусите и за плуќата. Да не биде, например, надворе 35, а ние сме наштелувале климата на 18 или 19, него дека биде некаде 22-24 степени, за да биде помала таа разлика во температурниот диапазон, што се лошо одразува на здравието. Се почести се и барањата за помош на телефон доматичните ординации од страна на пациентите, бидејќи чувствуваат потешкоти околу срцето, дишењето и најмногу е зголемена фреквенцијата од оваа категорија на пациенти. Но овие тропски горештини и од автомото друштвото со апел до граѓаните кои заминуваат на одмор. Скоро секогаш препораката е да се патува во раните утренски часови и во подоцнежните часови кога температурата е драстично помала и условите за возење се многу подобри. Се обраќа повеќе внимание на клима уредите. Исто така тука е порастот на оваа услуга во сервисот, каде што најчесто нашите клиенти доаѓаат и бараат да биде да им се интервенира на клима уредите. Летната сезона е период на зголемен број сообраќајни несреќи. Жештините влијаат и врз возачите и врз пешаците, заради што од полицијата апелираат за внимателност во сообраќајот, но и за подготвеност на возачите да пружат прва медицинска помош при сообраќајни несреќи. Денес во Штип секторот за внатрешни работи Црвениот крст има показна вежба за постапување при сообраќајна несреќа. Сообраќајна несреќа со голем број повредени и со изгореници денеска беше симулирана во центарот на градот во Штип, во организација на Црвен крст Штип во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот. Целта на настанот е да се подигне јавната свест за правилно и одговорно учество во сообраќајот. Доаѓањето на летната туристичка сезона, за жал сообраќајните незгоди не се почести. Од тие причини возачите, односно учесниците во сообраќајот, се должни да укажат прва помош на место на догодена сообраќајна незгода. Со таа цел да спречат настанување на тешки последици по здравјето на луѓето, односно да спасат нечи живот. Апелирам да ги почитуваат сообраќајните правила и доколку најдат на догодена сообраќајна незгода, правилно и успешно да ја укажат првата помош за спасување нечи живот. Денес општинската организација на Црвен крст Штип во соработка со полициската станица за безбедност во сообраќајот ја реализираат оваа показна вежба за укажување на прва помош, односно симулација на сообраќајна несреќа. Ние како општинска организација посебен акцент даваме во нашето работење на едукацијата за прва помош. Во нашите простории секојдневно се обучуваат лица, односно возачи за укажување на прва помош. И тоа е нашата интенција да укажеме дека првата помош спасува живот и дека секој мора да ја знае, да ја укаже, бидејќи доколку не знаеме да укажеме, може да направиме поголема штета. Возачите совесни, смирени и внимателни укажаа помош на повредените во сообраќајката. Бев изненаден од ситуацијата во која ме затекна службените лица на Министерството за внатрешни работи. Само ми беше укажано на кратко, значи дека има сообраќајна незгода во која е потребно да се пружи помош. Мислам дека успеав на достоен начин да им укажам прва помош на дечкиве кои беа инволвирани во случајов. Како показна вежба за дека треба да се знае прва помош, да се укаже оти сега е показна вежба, ама некој пат нема да биде показна вежба и со некоја мала наша постапка ќе спасеме нечи живот. Повредените од сообраќајната незгода задоволни од укажаната помош со поука да не се вози во алкохолизирана состојба. Тие за среќа успеа да ни дадат правилна помош. Секако дека последица од сообраќајната несреќа беше алкохолот. Сообраќајката беше дел на алкохолот, значи беше
е супер, успеа да ни ја укажат првата помош на време. За да не се повтори оваа слика, секогаш да се почитуваат правилата и законите, секогаш треба да се користи сигурносниот појас, никогаш не треба да се вози под дејство на алкохол и никогаш да не се зборува на мобилен телефон додека управувате возило. Расте интересот кај земјоделците за обнова на земјоделска механизација. Во петок во Делчево и Македонска каменица ќе се одржат едукативни трибини за што поголемо искористување на оваа мерка. За 8 дена 16 земјоделци од Делчевско пројавиле интерес за финансиска поддршка за набавка на нова механизација. На еден од нив, при вчерашното електронско пријавување, барањето од агенцијата веднаш му е прифатено, за да може да се снабди со земјоделска машина. Според Стојно Стојановски, раководителот на подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во Делчево, со средства од програмата за рурален развој, делчевските, но и каменичките земјоделци планираат да го обноват возниот парк со трактори, косалки, прскалки и друга приклучна механизација. За таа цел во петокот во општините Делчево и Македонска каменица, директорот на агенцијата Игор Златковски, како и представници од компанијата Симпекс од Битола, која е производител на земјоделска механизација, ќе одржат едукативни трибини со фармерите на овој регион. Од агенцијата ги повикуваат заинтересираните земјоделци кои сакаат да го обноват својот возен парк да присуствуваат на оваа јавна трибина. Во Македонска каменица во петокот земјоделците ќе се едуцираат за оваа мерка во општинската сала во 11 часот, а во Делчево во 14 часот. За аплицирање е неопходно фармерот да биде запишан во единствениот регистер на земјоделски стопанства и да има површина од над 5 декари тутун или 15 декари доколку произведува житни или фуражни култури. Рокот за пријавување трае 60 дена, почнувајќи од 1 јули. Деновиве истокот се бори со комарците. Наездата на овие инсекти е присутна во скоро сите региони, заради што запрашување против комарци од денес има во Кочани, а од утре во Штип и Делчево. Во Делчево утре и заутре ќе се врши второ прскање на површина од 100 хектари. За втори пат во Делчево годинава ќе се изврши и сезонското прскање против комарци. Наездата од комарци деновиве ги алармираше надлежните, иако втората акција согласно договорот на општина Делчево и Центарот за јавно здравје Скопје беше планирана после 20 јули. Поради големото присуство на комарците деновиве, опасноста од ширење на заразни болести и реакцијата на граѓаните, надлежните служби од општина Делчево стапија во контакт со стручните екипи од Центарот за јавно здравје Скопје и договорија второто теристичко прскање против комарци да се изврши на 9 и 10 јули на вкупна површина од 100 хектари. Општина Делчево ги известува граѓаните дека на деновите 9 и 10 јули 2015 година во раните утрински часови стручни екипи од ЈЗУ Центар за јавно здравје Скопје ќе извршат теристичка, односно од земја, аеросолна дезинсекција против комарци со УЛВ метода, односно ќе се спроведе прскање против комарци. Оваа активност ќе се изведе во следниве предвидени атари: река Брегалница со притоки на површина од 30 хектари, езеро Мотел Кула со површина од 15 хектари, река Габровчица 4 хектари, Звегорска река 4 хектари, Чаршиски ендек 3 хектари, Пустески ендек 3 хектари, Манастирски ендек 5 хектари, Грозненец ендек 5 хектари, село Вирче 10 хектари, село Треботивиште 14 хектари и непредвидени места 7 хектари. Посебно се известуваат собствениците на пчелни семејства да превземат соодветни и неопходни мерки за заштита на нивните пчелни семејства од евентуалните последици кои можат да настанат од предвиденото теристичко прскање со аеросолни препарати. Првото теристичко прскање во Делчево се спроведе во месец мај, а според тендерскиот договор во месец август е планирано и третото теристичко прскање против комарци и заразни болести. Денес во Кочани започнува реализацијата на проектот за изградба на 10 улици со заем од Светската банка. Градежните зафати почнуваат од спојот на улиците Пиринска и Ѓорче Петров. Во Штип денес по 40 години бетон и коцка асфалт доби улицата Радански пат. Во близина на оваа улица од денес започнаа да се градат и две тениски игралишта.
Со активирањето на градежната оператива на фирмата Стоименов за асфалтно поврзување на улиците Пиринска и Ѓорче Петров, практично започна реализацијата на проектот за изградба на 10 улици во градот Кочани и неколку населени места. Градоначалникот Радко Димитровски заедно со одговорните од општината го означи почетокот на овој исклучително значаен проект, по чија реализација голем број семејства по неколку децении конечно ќе добијат асфалтни улици. Со ова го започнуваме практично проектот за асфалтирање на 10 улици, проект кој што го подготвувавме повеќе од година дена, проект кој што се реализира со кредит од Светската банка и проект за кој што е изберен изведувач Евроинк од Гевгелија. Очекуваме дека со денешното формално поставување на камен темелник на оваа улица, на улицата Пиринска, ќе отпочнат работите успешно и дека за наредните 9 месеци ќе биде завршена задачата од страна на изведувачот и дека и пред време, како што има најави, ќе успеат да ги завршат работите. Се на се, еднодамнешно ветување на овие наши сограѓани веќе станува реалност. За планот по кој ќе се работи, раководителот на секторот за урбанизам Владко Димитров изјави: се предвидува асфалтирање на околу 3800 метра улици во градот Кочани, така да ќе бидат асфалтирани уште дополнително 2 до 3 улици, зависно од средства кои ќе бидат останати од овој проект. Исто така на овие улици ќе бидат поставени атмосферски канализации, негде во должина околу 3120 метра, што ќе се реши и проблемот на атмосферските води по улиците. Инаку улиците се со различна широчина, негде од 5 до 6 метра широчина и плюс тротоарските површини кои се движат од метар до метар и пол. Па улица Ѓорче Петров е со широчина од 5 метра и има тротоари предвидени по метар и пол. Жителите задоволни велат дека за нив ова историски ден, бидејќи цели 30 години чекаат на асфалтот. Па мислам дека после 30 години редно беше да се направи. Пуно пати со недоверба до сега беше. Стварно градоначалникот на еден начин кој беате изборите обеќа, задржа се на тоа. А пред неколку години исто па така беше. Машините искочија, ставија белези. После на ден-два тргнаа ги више 30 години сме тука. Златна улица, златен народ. А па да појдеме натаму на Ѓорче Петров и горе, какви куќи има. И кој е дошел, вика, стварно убаво место. Планираните 10 улици се очекува да бидат завршени до крајот на оваа календарска година. Општина Штип продолжува со реконструкцијата и асфалтирањето на амортизираните и оштетени улици низ градот. Денес, по 40 години откако е изградена, асфалт во должина од 900 метри доби улицата Радански пат. Ја асфалтираме благодарение на одлуките на Советот на општина Штип, но пред се и барањето на жителите кои живеат во оваа населба, каде живее население повеќе од ромска националност. Ова улица им ја поклонуваме за берамските празници и верувам дека ќе имаат безбедно возење, ќе имаат одлична улица. Тоа е втора улица која асфалтираме, односно трета улица која асфалтираме овде. Ја асфалтиравме улицата од овде Палестина до Черења, а истовремено асфалтиравме улицата Косовска. Градоначалникот има целосната поддршка и од советниците. На Радански пат да наликува на една населба со која што сите ќе се гордееме, затоа што почна да се работи и ќе се работи и понатаму и улицата Радански пат ќе го добие својот лик. Јас како советник ќе се залагам за подобро утре на Штип. Сите предлози на градоначалникот и ние како советничка група ќе ги поддржуваме. Може да кажам све што е лепо и Богу е драго. Значи сето тоа што се гради е навистина прекрасно, ќе ги прифаќаме идеите на останатите советници, а во исто време ќе ги прифаќаме критиките на граѓаните од општина Штип. Од сега полесно ќе им биде на сите, посебно на оние кои секојдневно ја користат оваа улица. Долго време беше катастрофален пат, стварно непроден беше, али што ќе правиш, можеше да се издржи, али сега за сега фала му на градоначалникот што се интересира за својот народ. Стварно е добро. За добро да кажеш лошо е грота е. Паралелно со изградбата на улицата, веднаш до постојното кошаркарско игралиште Каелкос, денес започнаа работите на 2 тениски игралишта, кои ќе се градат со поддршка од владата. Интенцијата е да во секоја населба направиме што повеќе спортски терени.
да стимулираме омасување на спортот, да младите ги усмериме да спортуваат, да рекреираат и да ги оттргнеме од сите оние пороци кои денеска ги напаѓаат младите, значи во овие денешни времиња. Објавени се резултатите од најновата анкета на Американскиот републикански институт ИРИ за популарноста на политичките партии. Над 1000 испитаници во јуни се анкетирани, а резултатот е двојно поголема предност на ВМРО ДПМН пред СДСМ во однос 23 спрема 11% доверба од граѓаните. Најголема доверба од актуелните политичари има премиерот Никола Груевски. Во него веруваат 18% од анкетираните граѓани, што е за 2,5 пати поголема подршка во однос на Зоран Заев, кој има доверба од 7%. Али Ахмети е веднаш зад него со 6% доверба, а во Мендух Тачи доверба имаат 2% од граѓаните, вклучени во анкетата на ИРИ. Утре на градскиот плоштад во Пекчево ќе се одржи уличниот фестивал Баскет Фест. Ова е втора година како во Пекчево се одржува стрит арт фестивал, на кој најавија учество бројни музичари, акробати, магионичари и актери. За утре Пехчево се подготвува да ги пречека атрактивните светски улични уметници во рамки на единствениот уличен фестивал од ваков тип Баскерфест. Ова е втора година како овој атрактивен стрит арт фестивал се одржува во Пехчево. Еве новина, ќе имаме малку повеќе учесници, излисувавме да имаме повеќе, тие ги посетуваат сите градови во Македонија, кај нас се договоривме да бидат на 9, ќе имаме одење по жица, ќе имаме голтачи на оган и сите други нивни атракции кои што ги изведуваат. Новиот предизвик доаѓа со фантастичните настапи во комбинација на бројни магионичари, акробати, музичари и изморедни таленти. Пехчевци ќе можат да уживаат во жонглирањето со оган, магионичарски трикови, познати позитивни вибрации од Баскерфест пречекани и преку музика во живо, на познати музички бендови, групи на улични театри, пантомима перформанси и многу други активности кои го прават овој фестивал вистински сплет на културни, уметнички и забавни содржини. Главната точка на забава годинава на Баскерфест во Пехчево ќе биде познатата атракција одење по жица. Инаку овој караван е пред најава на овогодинешното љубилејно 5-то издание на фестивалот на дувачки оркестри, кој започнува ден потоа на 10 јули. На мисата во еквадорскиот главен град Кито, папата Франциско ги повика граѓаните на Латинска Америка да се осврнат кон заедничките христијански корени, како инспирација за надминување на разликите. Мисата на отворено ја следеа речиси 1 милион католици. Тој побара од граѓаните во Латинска Америка да се осврнат кон Евангелието, за да се обединат надежите, грижите, идеалите, па дури и утописките визии. 2 лица загинаа во судар меѓу мал туристички авион Цесна и американски ловец F-16 над Јужна Каролина. Пилотот на ловецот успел да се катапултира, пред неговиот авион да се урне. Федералната служба за истраги на сообраќајни несреќи информира дека загинале пилотот и патникот во авионот Цесна. Авионите се судриле во близина на малиот цивилен аеродром во регионот, што на воздухопловните карти бил означен како воена оперативна зона. Велика Британија денес ја одбележува 10 годишнината од терористичките напади на лондонскиот систем на јавниот превоз со минута молчење и прошетка во знак на солидарност. Дел од жителите на Лондон пешки го минале патот до работните места под слоганот "Шетаме заедно" во знак на сеќавање на денот кога пред 10 години градската подземна мрежа била сопрена. Најстариот ракометен клуб во Македонија работнички следната сезона ќе биде целосно реорганизиран и ќе влезе во нова сосема по инаква епизода од своето постоење. Клубот ќе биде поставен на нови основи, ќе бидат ангажирани нови луѓе во управата, нови ракометари и ќе функционира на сосема по инакво ниво. Новиот хит во македонскиот ракомет екипата на работнички продолжува да го гради својот нов тим со многу засилувања.
Браќата Марковски и Златко Мојсовски се првите ракометари кои стана дел од амбициозниот проект. Следен наред е Ванчо Димовски, кој ќе се обиде да ја помогне на екипата, иако неговата првенствена улога е административна, имено тој е директор на клубот. Дел од новиот проект се и поранешните репрезентативци Милан Левов и Мите Стоилов. Се очекува во наредниот период да има нови договори со квалитетни ракометари за најстариот ракометен клуб во Македонија. Новак Џоковиќ го преживеа Кевин Андерсон и се пласираше во четвртфиналето на Вимблдон, дури по проспиена ноќ и одложувањето поради дожд. Најдобриот светски тенисер и бранител на титулата славеше со 6:7, 6:7, 6:1, 6:4 и 7:5 на мечот на кој противникот имаше значително подобра статистика и делуваше далеку посмирено. Покрај тоа, Андерсон имаше 71 директен поен наспроти 43 на Џоковиќ. На третиот Гранд Слем тениски турнир, денеска на програмата се четвртфиналните мечеви. На централниот терен, третиот носител Енди Мари се соочува со канаѓанецот Васек, а потоа следува дуелот во кој бранителот на трофеот Новак Џоковиќ за место во полуфиналето ќе се бори против Марин Чилик. На теренот број 1, Роџер Федерер игра против Жил Симон, а во продолжение следува мечот помеѓу Станислав Вавринка и Ришар Гаске. Ова е се во дневникот во 20 часот. За крај видете какво време не очекува и останете со нашата програма. Имајте пријатна вечер.